Македонската, а пред се скопската јавност, деновиве е заинтригирана од информациите за изградба на приватен центар за странци, односно мигрантски кампови во Скопски Карпош. И додека власта и опозицијата и понатаму се препукуваат и даваат различни информации, граѓаните се уште не знаат кому да веруваат. Од една страна, постојат документи кои покажуваат дека Агенцијата за планирање на просторот до повеќе државни институции испратила барање за податоци и информации во врска со изградба на приватен центар за странци. Барањето е испратено до општина Карпош, до град Скопје, до Министерствата за транспорт и врски, за внатрешни работи, за култура, Агенцијата за катастар, МЕПСО и ЕВАНА. Од друга страна, се пожестоки се демантите кои пристигнуваат од сите страни и во кои се вели дека станува збор за изградба на приватен центар за бездомници, а не на мигранти. Од општина Карпош, каде што треба да се гради приватниот центар, велат дека општината нема примено никаков допис во вид на барање информации и податоци за доставување државно-урбанистичко планска документација за приватен центар за странци во Бардовци од страна на Агенцијата за планирање на просторот. Целосно ги демонтираме информациите кои се пласираа во медиумите дека ваков приватен центар ќе се гради во Бардовци. Општина Карпош исклучиво обстојува на определбата за плански развој на локалната самоуправа, а приватниот центар за странци не е дел од планот за развој на Бардовци или на било кој друг дел од Карпош, се вели во демантот од општина Карпош. За одговор се обративме и кај градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој децидно ги отфрла тврдењата дека во Карпош ќе се гради камп за мигранти, иако сепак потврдува дека објект ќе се гради, но за бездомници. ДПМН-ето и дел од медиумите ги бегалски кампови во Република Македонија градат последниве 2 години во моментот кога криминалното раководство на таа партија почна да го губи тлото под ногата, под нозете, со цел да себе си се спаси од затворските казни и да направи хаос и страф помеѓу народот. Во градот Скопје има 452 бездомни лица. Капацитетот во Бизбегово во моментов може да згрижи околу 80 од нив. Заедно со Министерството за труд и социјална политика работиме на зголемување на тој капацитет. Тоа е нешто во што ние како град и Министерството за труд и социјална политика партиципираме. Да дадеме можност на нашите сограѓани кои што животот ги однел таму да останат бездомници. Секој човек треба да биде помаган. Очекувам дека граѓаните, очекувам дека оваа човечка димензија нема да биде злоупотребувана за политички дневни спинови. Тоа значи дека во Бизбегово ќе го прошириме капацитетот за бездомни лица.